Со доза скромност, но и гордост за тоа што е првата жена кандидат за председател на државата, професорката Гордана Силјановска-Давкова се представува на митинзите и средбите со граѓани низ градовите на Македонија. Силјановска-Давкова, која е поддржана од политичката партија ВМРО-ДПМН, вели дека Македонија е подготвена за жена председател. Таа ветува дека во кабинетот и секаде каде што може ќе се опкружи со способни жени. Нагласува дека родот нема да биде единствен критериум по кој ќе ги бира своите соработници, но во својот мандат, ако биде избрана за председател, ќе придонесе кон родовата еднаквост на раководните позиции во Македонија. Ако можат жените да бидат во институциите мнозинство и тоа почитувано мнозинство, ако се паметат жените пратенички, ако се паметат жените министерки, градоначалнички по умот, не знам зашто не би била и председателката една од нив. Мислам дека тоа ќе даде нов потик на енергијата, на креацијата, на знаењето, а и од мажите ќе направи поодговорни суштества, поодговорни граѓани. Родителството ќе биде поквалитетно. Мислам дека таа хармонија и синергија е потребна, зашто природата е совршен креатор. Ако има 50% или 51 жени во Македонија, не знам зашто не би имало жена председателка. Тоа е вистински доказ за демократскиот капацитет на една држава, родовата еднаквост. Како професор на правниот факултет, Силјановска нагласува дека владењето на правото ќе биде меѓу највисоките приоритети во незиниот мандат. Вели дека Македонија е секогаш на прво место кога станува збор за корупцијата во високите кругови, а дека граѓаните го следат примерот кој им го даваат политичарите. Од оваа причина, Силјановска вели дека борбата со корупција и криминал мора да започне од врвот. Првиот приоритет е владење на право, право и правда. Се разбира, за да се дружите со владење на право, треба да знаете што е стручност, компетентност, одговорност, транспарентност. Јас секаде каде што можам, и во кабинетот, и во сите органи, ќе се опкружам со луѓе од знаење, дигнитет и интегритет, и мислам дека таа енергија ќе се шири. Ако на тоа го додадете и атрибутот женска енергија, мислам дека тоа ќе биде нов импулс за демократијата во Македонија. Силјановска во неделата држеше митинг во Велес. Средбата со велешани беше закажана на плоштадот во 8:30 часот навечер. Бината, знамињата и транспарентите почнаа да се поставуваат нешто по 18 часот, а граѓаните еден по еден почнаа да пристигаат речиси 1 час пред закажаниот термин. Во близина на една затворена трафика, која се наоѓа спроти плоштадот, се делеа маички и капчиња на кои пишуваше Правда за Македонија и Гордана Силјановска-Давкова за председател. Видливо беше дека на митингот нема неопределени гласачи. Речиси секој присутен, па дури и децата на себе имаа некакво партиско обележје. Направивме кратка анкета со граѓаните, зошто се дојдени и што очекуваат од новиот председател. Да се врати Македонија во нормала, да се поврати сето изгубено во владењето на СДС. Да дајме подршка за Македонија и за Гордана. Доста беа мажи и жена да ја управи држава. Ко жена, ко председател ќе не води многу поадно од овие двајца други кандидати што се. Затоа што е жена или? Жена што е, да. Почетокот на митингот доцнеше, па додека се чекаше да пристигне кандидатката заедно со партиските функционери, граѓаните се забавуваа пеејќи народни песни. Силјановска во Велес пристигна со мало задоцнување. Кон масата народ се доближија со химната на ВМРО-ДПМН. Заедно со неа чекореа лидерот на партијата Христијан Мицковски и други партиски функционери. Пред да започнат говорите на политичарите, пеачката Андријана Јаневска ја испеа македонската химна. Целиот митинг траеше нешто повеќе од 1 час. Иако на моменти проросуваше, ниту граѓаните, ниту политичарите се повлекоа. Прва, пред на собраниот народ, се обрати Силјановска. Во незиниот говор многу малку можеше да се слушне за што таа ќе направи ако биде избрана за председател, а многу повеќе за нелојалноста, некомпетентноста на власта, како и за лошиот договор кој владата го постигнала за промената на уставното име. Многу често Силјановска во своето обраќање го споменуваше светото име Македонија, химната на државата и минатото, од кое, како што вели во ниту еден случај, не смееме да се откажеме. Сега намаса ќе дојдат барањата за критериумите. Дали сме ние стандардна, нормална
европска држава. Јас сум сигурна дека да поработеа малку повеќе на реформите, сигурно и во преговорите за името поинаку ќе се однесуваа кон нас. Сличен беше и говорот на лидерот Мицковски. Во неговото обраќање ретко можеше да се слушне како тој и неговата партија. Со конкретни примери би го подобриле животот на граѓаните. Обвинувањата кон власта беа пречести, а најчесто споменувани зборови во неговиот говор беа Европа, достоинство, минато, химна, историја и Македонија. Ја прашавме професорката како се чувствува во оваа кампања, бидејќи со години како експерт на ОПСЕ ОДИХР велеше дека овие работи, како и претераното трошење пари во изборните кампањи треба да се забранат. Еве ќе ви кажам, водам битка со партијата која што застана зад мене. Да, партиите имаат други методи на постапување, јас сум за тоа дури и да нема вистинска кампања, против билборди сум. Предлагам со години да се ограничи изборниот материјал, тоа да биде на едно пристојно место, да не се фрлаат пари. Иако прв пат се соочува со вакво секојдневно темпо, професорката вели дека е во полна сила да продолжи со кампања. На почетокот, вели и било тешко да се вклопи со напорниот распоред, но силата за да ја продолжи ја добивала од граѓаните.